Нова надеж, дневниот центар за деца во ризик. Веќе 4 години работи со деца од семејства во ризик на територијата на општина Шуто-Оризари. Нивната работа е поддржана и од Министерството за социјална политика, демографија и млади. Дневните центри имаат влијат позитивно врз децата, имаат клучна улога со тоа што им помагаме во образовната поддршка. Децата во дневниот центар имаат учат и на позитивни промени, хигиенски навики, исто така ги мотивираме децата да одат редовно во училиште, добиваат тука исхрана, односно храна, имаме чајна училница кај што децата јадат тука. Сето тоа го правиме во склоп на дневниот центар, кај што редовно го посетуваат 24 дечиња од семејства во ризик. Тука сме за да им помогнеме и на семејствата, и на дечињата, работиме и со родителите и со децата. На која возраст се всушност децата и какви деца во почетокот ви доаѓаат? Какви се тоа проблеми кои што треба да ги решите? Нашиот дневен центар го користат, услугата ја користат 24 деца. Сите доаѓаат од семејства во ризик. Што значи тоа семејства во ризик? Подразбира дека немаат постојан приход, дека се приматили на социјална парична помош или па од некоја X причина не се приматили на ниедна парична помош, затоа што имаат прекин, имаат забрана за примање. Децата кои што ја посетуваат оваа услуга, се сите, како што кажав, деца од семејства во ризик, сите имаат различни проблеми, родителите не се вработени, дел од нив собираат шишиња, дел од нив собираат отпад за да можат да преживеат, но ние сме тука за да можем да им прушаме поддршка, мотивација. Не само што работиме со децата, туку работиме и со родителите за да им прушаме поддршка, да ги насочиме, да искористат некоја обука преку АВРМ, да ги насочиме да остварат некое право кој што не знаеле претходно дека треба да го остварат. Тука сме поддршка да им прушаме низ целиот процес додека да излезат од ризикот во кој што се наоѓаат. Дали сите деца овие 24 одат во училиште или дневниот центар е единствено место каде што можат да се образуваат? Сите 24 дечиња не се вклучени во образовен процес, имаме негде 7-8 дечиња кои што не се вклучени во образовен процес, а знаеме дека најчесто според истражувањата, дека најчесто питачат дечињата кои што не се вклучени во образовен процес и дека тие се најчесто децата што се на улица. Дневните центри, пак ќе кажам, тука имаат многу клучна работа, многу клучна и голема уврска, за тоа што детето наместо да биде на улица, детето го задржуваме тука. Во дневниот центар ја добива целата психосоцијална поддршка, мотивација, храна, да се дружи со врсници, се тоа што не го добива на улица, го добива тука. Затоа што тие дечиња не се вклучени во образовен процес, секој дете што оди во дневен центар, што посетува дневен центар, што ја користи таа услуга, односно во овој случај нашата услуга, сме направиле голем чекор за тоа што тоа дете сме го повлекли од улица, тоа дете сме го задржали тука во дневниот центар. Всушност, колку од овие деца кои што го посетуваат центаров питачат? Според теренските истражувања, според истражувањата на терен од нас лично и од други невладини организации, па и во соработка со МТСП и со центрите за социјална работа, има голем број на деца кои што питачат, имаме дели од кај нас кои што питачеле, сега може с намален бројот. За жал, бидејќи децата се тука и 4 часот, не можеме повеќе да ги задржиме, бидејќи немаме втора смена. Поручек гледаме да ми подигнеме свеста на нив, на родителите, дека не треба да излегуваат на улица. И сега, што се случува после дневниот центар, не можеме да знаеме со сигурност, но се надеваме дека позитивно влијаеме, дека децата се веќе тргнати од улица и дека знаат дека тоа не треба да го правиме, негативно влијае на нас, на родителите, треба да се тргнеме од питачењето од улицата и да гледаме образованието, да можеме да бидеме со нашите врсници и со децата, каде што навистина име местото на дечињата. Кажете дека работите и со родителите. Колку сте успеале да превоспитате, да кажеме, некои од родителите кои што
може би се иницијатори за децата да питачат? Имаме голем удел и во тој дел, со тоа што имаме индивидуални разговори и обуки со родителите. Гледаме дека свеста е малце подигната, некако на тоа ниво, например, ние веќе работиме тука 4-та година, гледаме дека свеста е подигната, како што кажав, и кај родителите, и кај децата. Сега колку сме успеале, ние според истражувањето, според разговорите со родителите конкретно, сметаме дека сме постигнале некој позитивен некоја позитивна оценка, да кажам, ефект, со тоа што децата редовно го посетуваат дневниот центар, заинтересирани се за училиште, сакаат да се запишат во училиште. Значи гледаме во тој дел децата што не се запишани во училиште, да им укажеме на родителите за важноста на социализацијата. Значи гледаме дека има позитивен успех. И сега конкретно пак ќе кажам, бидејќи сме тука до едно работно време од 8 до 4, после 4 не знаеме што се случува, ама знаеме дека дечињата кои што порано питачеле, дека веќе ги нема на улица. Во дневниот центар за деца во ризик Нова Надеж, 24 ученици се на возраст од 6 до 15 години.